организација на МШС Едукативниот центар, а во рамки на глобалната недела на предприемништво, денеска имаме чест и задоволство да слушнеме интересни пораки од страна на истакнат македонски предприемач господин Светозар Јаневски. Најпрво би го поканила Игор Маџов, кој што е представник на организацијата Стартап Македонија, која што оваа година го организира глобалната недела на предприемништво во Македонија. Игор, повели? Благодарам на поканата и со големо задоволство имаме што М6 го организира овој настан во рамки на глобалната недела на предприемништво. Настан кој што се случува во 170 земји во светот и Македонија е еден од организаторите со организацијата Стартап Македонија, на кој што сум основач и програмски директор. Со она што сакаме да го направиме со оваа недела е да ги поврземе сите шенители во екосистемот и пренесеме искуства за како повеќе да се охрабрат младите да се вклучат во полето на предприемништво, а секако и да имаме повеќе успешни приказни. Стартап Македонија веќе 4 години функционира на полето на поддршка на предприемаштво, но и на стартапи како главен наш двигател, технолошки бизниси, со кои што сметаме дека многу може да постигнеме и една голема заедница која што упорно расте. Веќе имаме голем број на предприемачи кои што ја побараат поддршката од искусните бизнисмени и од таа причина ја основавме дигиталната онлайн платформа на која што ќе може да се поврзат предприемачите, односно нивните бизниси, со сите оние чинители кои што даваат услуги на стартапите. Една од активностите посебно која што е важна да се спомене во оваа криза и која што е и тема на денешната дискусија е дека увидовме дека посебно младите имаат потешкотија да ги донесат правилните одлуки кога нештата стануваат тешки. Ништо потешко не е кога треба да размислуваш како да го пораснеш бизнисот со овие непредвидени случувања. Од таа причина ние развивме менторската платформа која што всушност ги поврзува предприемачите, младите со искусни предприемачи од Македонија и светот и се обидуваме на тој начин да допринесеме кон нивниот развој и нешто дополнително кое што го направивме е така наречениот клуб на основачи во кој што ќе можат меѓу себе да споделуваат искуства. Искуствата е темата која што најмногу би сакале да покриеме денес, а нема никој подобро да ни ја представи отколку еден од најстикнатите предприемачи во Македонија, господинот Светозар Јаневски. Голема чест ми е да имам можност да отворам дискусијата пред неговото обраќање и ме радува што со помош на М6 Едукативниот центар ќе имаме можност во иднина да соработуваме и да работиме на полето на корпоративните иновации, предприемништвото, но и интрапренеуршипот како предприемачко учење во рамки на корпорацијскиот сектор, за да може да креираме подобри бизниси кои што ќе можат да растат и да навистина направат горда Македонија. Фала ви многу на сите и господин Јаневски, благодарам уште еднаш на вашето одвоено време и со нетрпение го чекаме вашето излагање. Инаку за оние кои што се приклучуваат покасно и не знаат за Едукативниот центар, представува водечка институција за трансформација и општествен развој преку континуирано поттикнување на едукација, иновација, креативност и култура во секојдневниот и професионален живот за индивидуи, компании и институции. Во склоп на оваа визија со која што работиме изминатиот период во рамки на М6 Едукативниот центар, веќе остваривме плодна соработка со неколку институции како што е Стартап Македонија, Асоциацијата за e-commerce, Seed Hub и така натаму. И во план е да се развие М6 Едукативниот центар да прерасне во своевиден хаб каде што ќе се направи тој спој на академската заедница, стартап заедницата и бизнис заедницата, од каде што доаѓа господин Јаневски. Би сакала да го најавам, господин Јаневски е истакнат предприемач, основач и партнер на инвестицијската група М6. Во своето портфолио во оваа група се компаниите М6 Аграр, Охрид Турист, Винарската визба Тиквеш и бројни други компании.
Господинот Светозар Јаневски е добитник и на меѓународното признание најменаџер на годината, меѓутоа и на меѓународната награда Креатори на столетијата за животно дело во предприемништвото. Денеска господин Јаневски ќе ги мотивира младите луѓе, значи со своето искуство, погледи на тоа што се случува во општеството кај младите. Значи се надевам дека ќе уживате во неговото предавање и обраќање. Доколку имате прашања на крајот, ве молам поставете ги во чет или едноставно кликнете таму на десно со дигање на рака, па понатаму ќе оствариме комуникација директно со вас. Господин Јаневски, повелете. Кирил, мојот син кој по цел ден седи на компјутер, ме прашува мене. Ова е виц, ја го префрлувам како главен јунак Кирил. И тоа неговата генерација прашува како ние живеевме без компјутер и без интернет во претходниот период или во претходниот век. И ја му викам, употребувавме мозок. Сите овие работи кои денеска ние ги имаме и пратење на финансиски резултати, физички резултати и така натака, во поставувањето на систем во 80-тите година ги правевме на рака. И имаше еден дистрибутер кој работеше во сега е умрен, Весел се викаше, и ги праќа резултатите, месечни резултати, и прашува некој дали го чита ова, вика, што го праќам ја. И тоа е мако трпна работа вие да водите евиденција каде се продала роба, колку се продала роба, во кој дуќан колку се продала, како се движат сите тие работи. Меѓутоа, тоа е во делот на техниката и ние така почнувавме. Јас, за жал, сум не можам да ви парирам на вас, бидејќи сум роден пред 80-тите години, кога вие сте почнувале да веќе да осознавате за компјутерите, а јас кога полагав компјутерска математика во Скопје имаше само еден компјутер во Окис. И ние го знаевме како компјутер, соба, и отидов да го видам, а полагав компјутерска математика. Толку околу тој дел. Меѓутоа, денеска ќе зборуваме за предприемаштвото и донесувањето на одлуки и пристапот и стравовите кои ги собираме. За жал, живееме во еден простор и вие почнувате да работите повеќето млади во простор и време кои се на некој начин проблематични. Враќајќи се назад во мојот дел на животот и гледајќи што ми се случувало и како ми се случувало, ја можам да ви кажам дека сум поминал и ние сме поминале, вашите татковци поминале низ многу слични периоди, ни еден не може да се споредува, дали е поголем, дали е помал и така натака, али во основа тоа се типично промени на ситуации во кои собираме стравови или имаме вознемиреност. Во будизмот вознемиреност и чекање на вознемиреноста ја викаат чекање на воз. Тоа ви е исто така као да воздот доаѓа и тоа ве возбудува дека ќе дојде возот. Чекајќи го и наближувајќи, зависи на која страна на пругата седите, дали седите на средина на пругата или седите на перонот, возбудата е многу поголема, па адреналинот е голем. Ќе ги споменам бугарите не со цел да се осврнувам на состојбата меѓу нас и Бугарија. Јас занемарувам таа состојба, затоа што треба да бидеме трезени и паметни, и употребувам и правам една дигресија. Во Бугарија, кога ќе отидете на локалните патишта, на отворени локални патишта, кога поминувате пруга, има надпис. Вика спри, се вика на български, понеже аз говоря и по български, непремено. Спри, погледни лево,
и десно, ослушни и ако не идва воз, помини. Така и во нашава работа. Ние сега се дојдовме во ситуација да запреме, да помислиме, да погледаме лево и десно, да собереме сили и да почнеме и да работиме напред. Се враќам на една состојба, ме врати една рефлексија. Имаше меморијалност на денот на завршувањето на Вуковар, поминати се 29 години. Јас се сеќавам, тоа беше август месец, 29 години наназад. Патувавме двајца мои колеги во кола, патувавме за Нови Сад. Во близината на Смедаревска Паланка и ден денеска поминувам и знам таму, кога поминувам ја памтам таа кривина, стоевме незапра војна полиција, имаше колона пред нас. Не пуштија во колона и во тој момент поминувавме 40 километри војна колона, која беше тенкови и тешка артилерија која одеше на Вуковар. Тоа беше денот кога падна таа одлука да Србија влезе во војна напаѓање на Вуковар. Обсадата на Вуковар траеше 87 дена. И може да замислите како ние од надвор се чувствувавме во тој момент и како тие луѓе внатре се чувствувале во тој момент. Денеска сме скоро 30 на години после тоа, можеме трезвено да размислуваме, да разговараме за тоа што било и како било. Меѓутоа размислете што е тоа, дали имало анксиозност, стравови и како поминувале сите тие луѓе во тој период. Веќе во септември, на 8 септември, Македонија прогласува независност и после таа независност ние добиваме независна република, нова држава. Меѓутоа, во бизнисот ние го губиме пазарот на бивша Југославија и мораме да се преориентираме. Во мојот живот имав многу луѓе кои беа околу мене со многу искуство. Ја никогаш не одев на тој пристап да одам на принципот на нихилизам. Никој пред мене, никој после мене. Него ги користев тие луѓе затоа што ми треба во мојот развој, во се онаа што рецимо некој го поминал, за да можам полесно да го сварам, за да не измислам топла вода. Има правници и ден денеска имаме еден правник, сега повеќе не доаѓа заради тоа што е епидемијата, ковидот и опасноста по него. Он има 87 години, човек кој поминал сите инстанци во судот и завршил како судија во Уставен суд. Јас до вчера го користев неговото искуство и замките по правото, а кај нас има многу замки и многу помош да треба за тој дел на спроведување на некои одлуки. Пред да се распаднеме во Југославија, патува со уште еден стар, тој беше на возраст кој татков ми, тој веќе не е жив, беше татковците ваши или дедовците ваши сигурно се сеќаваат на него, тој беше банкар. Тој збора за репресии во време на социјализмот, али овој човек беше репресиран во тој дел во социјализмот. Тој беше тргнат во периодот на либерализмот во 73 година, иначе беше директор на Инвест банка во Полјо банка во Белград. И тоа беше една од банки која се бавеше со аграрот и извоз и инвестирање во туризам. Поврзувањето на две гранки, туризам и производство на храна.
И на некој сметаше така да беше кратко време во затвор, па после нашите владата на Македонија го повлече како стручник и долго време работеше во владата на Македонија и мене ми беше пријател и ние поминавме во тие времења 90-тите години и добивме едно друго искуство. Ние имавме искуство дека да, далеку сме од она што се случува во Босна, меѓутоа патувајќи низ Хрватска разбравме дека за Југославија е крај, тоа беше 90-та година, се вративме назад и правихме, седнавме и он ми рече, Свето, седни, отвори табакот и почнете да работите стратегија за немање југословенски пазар. Сега ова нормално ви го зборуваме без никаква срчба, без никаква фрустрација. Меѓутоа можете да замислите донесување ова одлука, сте живеле во еден простор, сте живеле на еден пазар, сте живеле со едни луѓе и одеднаш сето тоа го нема. Во просторот на Југославија ја ден денеска зборувам за луѓе, не познавајќи ги луѓето по нација, по вероисповест и по нешто друго. Вие ги познавате веќе припадник на албанска нација, припадник на српска нација, припадник на некоја друга нација. Ја и ден денеска моите пријатели не ги гледам така, затоа што сум живеал во едно друго време и сум ги гледал на друг начин. Тоа ми беше прва една битка со моите фрустрации, со мојата анксиозност и донесување одлуки. Тие одлуки после се покажа како пресудни во тој дел на развојот на Пивара. Ние во 92 година, кога ги бомбардира, вие сте сите млади, не знаете, Банови двори ги бомбардира од Личка крајна. Ние бевме во Загреб, ден после тоа бомбардирањето на Загреб. Подпишувавме договор со Кока-Кола за презимање на франшиза и од тогаш од 92 година франшизата е преземена од Пивара и ден денеска они се дел и партнер на Кока-Кола. И сите се тие работи, како и на кој начин сме ги трасирале. Паралелно со сите тие работи, ние работевме реорганизација, ние бевме делумно приватизирани, меѓутоа донесувавме одлуки кои беа се уште во важечките закони на социјализмот. Бидејќи социјализмот предвидуваше општествена собственост во компаниите, ние требаше таа општествена собственост едноставно да трансформираме во приватна и државна собственост. Менувањето на сите тој дел на промени кои се случуваат тогаш беа проблематични. Во некои делови, оние кои го копира нашиот модел дури завршија во затвор. Затоа што тоа беше упропастување на општествениот капитал и така натака и така натака. И тој е дел во кој опасностите вребаат прво на сите страни. Прво имате една група на луѓе кои се релативно задоволни или незадоволни. Затоа во Пивара тогаш имавме 900 луѓе и кога си одев јас од Пивара останаа 420 луѓе, ние не отпуштивме ни еден. Преговаравме со сите тие луѓе и полека ги внесувавме во нови модели на работење, на приватно работење, како контрактори камионите, дистрибутерите како приватни дистрибутери, некои од луѓето кои останаа, рецимо, правниците ги направивме аутсорсинг или контрактори да работат со нас и да имаат комуникација со нас, да не бидат, да седат во компанијата, меѓутоа да не бидат вработени кај нас. И сето тоа дава една друга слика. Сега не можете да ја видите вие таа слика, како тоа е изгледало да имате еден работник со кого треба да преговарате и кој е на некој начин анксиозен во тој дел што ќе се случи утре со него, затоа што треба да си ја превземе судбината во свој раци, да одговара, и ако ние му гарантиравме за целиот тој период, ги поддржувавме, дали тоа биле шофери, дали тоа биле дистрибутери, додека сите они не постигнаа и не застанаа на свој начин. И сите тие работи
на некој начин ги предвидувавме и преговарахме со сите. И имав, кога почнав некаде околу 77 година, имав еден убав штрајк, ме затворија внатре во капијата и бев испратен во една мала фабрика да припојам кон пивара, и тогаш имав еден мал штрајк, ме затворија работените и бев затворен внатре и да преговарам со работниците, со глемни работници кои не примаат плата и така натака и така натака. И се тоа работи кои се случувале. Вас ви изгледаат страно, меѓутоа со времето вие ќе видите, вие живеете во едно друго време и сигурно приватниот капитал ги менува односите меѓу работник и работодавач, меѓутоа сите овие работи морате да ги имате на ум. Во целиот овој низ на години од 90-тите години од кога се распаднавме, перманентно живеевме во криза. 95-та престана војната во Босна. Во 99-та година имавме кризата со Косово. 2001 ги имавме внатрешните проблеми меѓу нас во Македонија. И сето тоа ви прави да сите тие турбуленции да ве поместуваат во тоа, ако вие сте работеле нормално до вчера и како сте се однесувале према пазарот и према купувачите, одеднаш се наоѓате во една друга ситуација во која треба наново да преговарате и да се усмерувате во тој дел каде да се движите и како да се движите. Јас, кога се вративме пред да почне епидемијата и да не вовлече во оваа ситуација во која сме сега, се вративме со Борис на 29 февруари и патувавме од Марсеј преку Истанбул за Скопје. И јас и Борис бевме као не гледа како врани, носевме маски во авионот и веќе беше во Европа беше прогласено тоа дека епидемија има, да се превзимаат мерки и така натака, и патувајќи од Истанбул за Скопје, стюардесата дури ми се обрецна да не имам јас некој проблем. Јас си викам, ја немам проблем, него носам маска да не добијам проблем. А сега немам маска затоа што нема никој околу мене, Борис и Кастриот се околу мене, ама далеко се од мене. Така да, утредента кога стигна во Скопје требаше патувам веднаш, утредента требаше заминам на втори за Копоник, на трети требаше да спијам во Белград, на четврти требаше да одам за Софија, на седми требаше и така натака и така натака. Меѓутоа, тој дел веќе го промени моето темпо на движење и мојот она утабан пат, кај треба да се движам, како треба да се движам и кај треба да одам. Го промени фатот, само отидов до Софија, се вратив назад и после тоа долго време, бидејќи беше прогласена епидемијата, се задржав и се укотви во Скопје. И никогаш толку долго не сум седел во Скопје како оваа година. И тоа е, можете да замислите, ја кој сум бил најмалку 150 дена или 160 дена во воздух, одеднаш да седам на земја. Кога беше прогласена вонредната мерка ни донесе она што не донесе. Ние очекувавме дека ќе донесе катастрофални резултати, тоа се случи. Ние паднавме во првиот периодот за 2-3 месеца, имавме пад некаде околу 50%, што е катастрофално. Не работеа хорека, хотели, ресторани и кафани, само послугите и малите продавници работеа стеснато или нерегулирано и така натака, така да сето тоа беше еден нов предизвик за сите нас. Прво и основно, во анксиозноста
има некои работи и јас би ви препорачал да го гледате. Професор доктор Чепрганов има него видео снимано за состојбата во која се наоѓаме, за анксиозноста и како да се одвоиме од анксиозноста. И он има добри препораки. Тие препораки секоја сум сакајки или не сакајки, технички, знаејки, не знаејки, сум ги применувал на себе. Кога се наоѓате во една таква состојба, кога се наоѓате во анксиозна состојба, кога се наоѓате под стрес, правете нешто што, мислам, ние викаме, вие сте помлади и перманентно имате такви навики да вежбате, да се бавите со спорт. Меѓутоа, во таква ситуација, кога се наоѓате под стрес, морате физички да бидете поактивен, за да можете да го симнете стресот и да ја отстраните анксиозноста од сами себе. Јас тоа го правев и ми стана навика да бидам, да влезам во кујна и да работам 2 дена, сабота и недела. Сабота имаме состанок тука до негде до 12 сат и јас сум во кујна од 12 сат па надалje во недела исто така да тоа ми правеше да ги отстранувам сите тегоби кои ми се налагаат. Меѓутоа во делот на одлуките, кога видовме што ни се случува, направивме еден помак. Рековме прво дека нема да одиме на принцип на со Борис и со Кастриот често зборуваме high performing low trust. Основната причина за добра компанија и добри луѓе, добри тимови е да добиете утре кога водите компанија треба да добиете состојба на траст од другите луѓе, од луѓето кои се околу вас. Велат има Борис сподели со мене едно видео на Синек the high performance low trust. Во животот вика кога бараме луѓе кои би работеле со нас, тие луѓе ги бараме да имаат високи перформанси и да имаат можности на комуникација со луѓето. Значи едноставно да бидат податливи во тој дел да обезбедат страст со луѓето и со луѓето околу себе, да направите онаа што е заедништво, како го викаме, малце ми е незгодно на македонски, сакање или лав околу себе, за да можете во трета фаза да направите белонгинг и добар тим и добра компанијска култура. Ако направите тоа, да направите траст, тогаш треба да видите во таква емотивна компанија, а ние, бидејќи се наоѓаме на медитеранскиот дел на земјата, ние имаме медитеранска култура. И во таа медитеранска култура ни викаат дека секоја индивидуа која живее во овие простори му треба инкубатор, или не викаат инкубатор организација, дека перманентно на некој треба да му даваме или шише со млеко или малку воздух, не по основ на ковидот, него воздух во инкубаторот да му додаваме, затоа што ги имаме тие пристапи на италијанскиот начин на живење или наш начин, кај ми се чорапите, дај ми ја ташната, дај ми ги книгите, кај ми се книгите и така натака. Некој се грижи за нас. И тој дел на грижа е перманентно пренесен во нашиот карактер и заради тоа приликом одлуките водевме сметка. Прво и основно, ние мораме да издржиме, ако треба и ќе се задолжуваме во целиот овој период, за да можеме да обезбедиме да не ги отпуштаме работниците и да не ако можеме да издржиме, да не ја смалуваме платата, да не ги бараме смалување на трошковите по основ на губитокот од пазарот, да не дојдеме во ситуација да добиеме
поголемо ниво на фрустрација или анксиозност, од анксиозноста поминува во страв, а стравот поминува во перманентен стрес и тоа ги прави луѓето да бидат проблематични во тој дел на давање на продуктивноста и лојалноста кон компанијата. И она што го видовме од почеток, потоа McKinsey и другите го разработуваа на поширок дел, се покажа апсолутно исправно и кај нас беа првите ефекти од кризата, дека ние со губењето на хорека ќе го изгубиме она највредното што ни носи профит, а тоа е премиум категориите или скапите категории ги губиме. Меѓутоа, за другиот дел во сегментите, поевтиниот сегмент ќе продолжи и понатака да се продава и ние бевме многу поактивни и затоа рековме мораме да бидеме многу поенергични, затоа што кризата ќе не натера и целиот терет сега ќе падне на нас и за да можеме да ги најдеме сите нови модели на тоа каде и на кој начин да продаваме. Втора работа која беше многу битна и зборувавме околу тоа, дека колку кога размислувате и вие сте млади, треба да размислувате во тој дел. Прво, од другата страна на светот живеат исто млади луѓе кои се како вас и кои го носат исто теретот како вас и тие ги имаат истите проблеми како што ги имаме ние. Да, живеат во други системи, живеат во побогати општества, во општества со поголеми можности, меѓутоа не се ливити и нашето општество и просторот можете да го направите да биде исто така добро за живење, ако одиме на принципот дека има некој кажал, не одете на принципот да откривате, ако сте иноватор и креатор, ќе креирате нови работи. Меѓутоа, не сите можеме да креираме нови работи. Гледајте и правете она што и другите го гледаат, а не го прават. А ќе го видите на секој чекор, каде се фрла ѓубре и не приметувате и не кажувате кај се фрла ѓубре. Каде се растура нешто и не приметувате и не гледате како се растура. И сето тоа, тој дел на хаосот, ни е хаос после во организацијата и хаос во се што ни се случува. Принципот на развивање на ова општество ќе зависи многу од нас. Има многу млади луѓе кои денеска седат по институциите и кои апсолутно не размислуваат во правецот на правење на можности за државата. Секојаш имате пристап на гледање на индивидуа, а не на крајната цел. Ние живееме во либерален капитализам, ние предпоставуваме дека предпоставките се дека правиме една нова организација, либерален капитализам, во кој основа е приватниот капитал. За движење на општеството мора да се направат, да се отстранат сите тие препреки, размислувањето како да се отстранат препреките, да тој приватен капитал многу побрзо се движи. Тоа е ваш дел и кај младите, тоа го приметувам, кај повеќе млади се развива тој дел на негативни енергии. Има еден тука граф на само да ви го покажам, тоа е негативните чувства и филинг на поединец кој развива песимизам и фрустрација. Развивањето оди као спирала доле до она што викаме до несигурност, на anger, на љутина, на она што го имаме во себе, оти ние сме го понеле она животинското во развојот на човекот, не сме ги напуштиле ние сите тие елементи на животинско во себе. Сме ги развиле племенитите да размислуваме, да сакаме, да се движиме напред, да имаме пашан. И тоа е тоа што треба, што не движи во тој дел на решавањето на проблемите. И секојаш
мора да размислувате, ги имате во вашите, сите вие учите сега од тие бизнес книги во кои се споменува passion. Што значи passion? Passion е определувањето на самиот себе и предодреденоста на тој дел, како да се движите, е passion или страст, како да најдете решение за сите овие работи кои ви се како препрека и тоа е ваше да размислувате. Харвард вели дека на 1 милион, за жал статистички, размислуваат само 10. Немојте да останеме на 20 луѓе во Македонија да размислуваат. Размислувајте сите, размислувајте на начин, движењето е за себе и за друштвото. Мораме да водиме сметка во тој дел на интегритетот. Интегритетот е многу битен во движењето во општеството. Ако ние го гледаме само гридинес као капиталисти, дека капитализмот се развива со како спој на повеќе единки кои се развиваат и тие даваат спрега, не е така, затоа што таа спрега мора да биде со висока етика. Во капитализмот се повеќе и повеќе таа етика паѓа, а кај нас, па за жал, се развива едно друштво кое не мари многу за етиката и тука мораме да се вратиме во еден период да застанеме заради тоа што етиката е еден двигател кој ќе ни направи голем проблем во иднина, не водејќи сметка за останатиот дел освен за себе. Егоизмот, нарцисоидноста и себичноста, градењето на себе, гридиноста, зимање само за себе, ќе доведе до еден голем конфликт, и тоа има една спрега која равнотежа, распределување на богатството, на фер однос во распределување на богатството. Се поставува сега прашање во светот, дали во светот ќе се развиваат апсолутно либералните односи во развој на економијата или ќе дојде до нешто друго, затоа што доаѓаме дека 99% од капиталот го контролира еден мал процент на луѓе. И тука во тој нефер, во тој дисбаланс може да настанат, во тој дисбаланс настануваат револуции. Меѓутоа, сега во оваа криза, во епидемијата е сосема нешто друго. Во животот научив дека често се смеам, имам една професорка по филозофија која му учеше филозофија и останав должен за тоа и не мислам дека филозофијата е еден дел која обавезно во бизнисот мора да ја учите, ние учевме и да се навратам, се тече, се поминува. Се тече, се поминува и така и во историјата и во сегашноста, и така и ова ќе помине. Јас ќе ви покажам еден граф, колку можете да го видите, тој е граф од вчера. И оние што знаат да читаат графови, гледате дека во пандемијата вчера или во епидемијата вчера сме достигнале некој пик и сега одиме по некоја равна линија која очекувам да почне да паѓа. Тоа се мои лаички размислување, следење на оваквото, има некој друг кој повеќе гледа. И сега кога ќе го погледате графот, размислувате кога ви сте превзеле вие клучни мерки. Дали сега кога се качувате горе или кога сте тргнале да се качувате горе. Тоа нека си остане како ваше размислување, ја не сакам ништо да кажам, меѓутоа ние кога ги презимаме мерките, ги презимаме пред да почне да се случуваат. Кога ќе се случуваат, веќе е касно и треба да викате пожарникари да го гасат пожарот. И тогаш она што ќе остане и ќе биде минорно. Така да во животот, бидејќи историјата ни помага во тој дел да ги предвидиме работите и да ги видиме од еден друга перспектива, дека во животот ќе ни се случуваат, јас никогаш не верував дека
ќе живеам во простор во кој има војна, па се случи војна. Не живеам во простор во кој едноставно мојата држава исчезна. Јас сум денеска, за вас е лесно да кажете живееме во држава Северна Македонија. За мене е тешко, затоа што мојот живот помина во една друга држава, а таа држава ми ја нема. И ја не можам да го прифатам тоа дека сум живеел во една држава, а сега живеам во друга држава. Да, јас сум македонец, ја прифаќам се она што моето национално, мојот јазик и сето тоа, и никој не може да ме разубедува во тоа, меѓутоа јас имам други пориви, вие ќе имате други пориви. Она што ние кој генерација го добивме, вие тешко ќе го добиете, бидејќи живеев на поголем простор. Јас сум за тие простори и за се она што ми се случувало во животот е нетворк. Градете нетворк, немојте да живеете со скрупули, затоа што Бертранд Расел има една кажана, она што денеска како вистина, кобајаги вистина стои, на крајот ќе излезе дека било само кобајаги вистина. Минувајте ги границите, гледајте ги луѓето подеднакво. Денеска постои конфузија во која со сите наши проблеми, со политичари, луѓе кои шират стравот наоколу, грото од нас се обескуражуваат и на врв на јазикот им е да кажат дека тоа е крајот. Али, знаете, животот ќе си продолжи. Ја го гледам тоа статистички и го гледам од еден друг аспект. Марко Аурелије, кој владеел, го повторувам, он е човек кој владеел во Рим кога имало колера, кога 5 милиони жители умреле, и Марко Аурелије го организирал Рим во тој дел. Па почнал со војската, па со гладиаторите и го организирал, едноставно го организирал како да живее градот, како да живее империјата. Он владеел околу 20 и нешто години и успеал да управува со Рим и пред и после колерата. Така да, за мене ќе употребам уште една. Не ми е чудно и тоа е, им простуваме на деца кои се плашат од бракот. Меѓутоа, за мене е трагедија кога ќе ги видиме луѓето дека се плашат од светлината. Мораме да успееме да нашите пориви, нашата анксиозност, мораме да знаеме како да ја контролираме за да можеме да се исправиме. Ја ги разбирам сите околу мене помлади на кои имаат на некој начин вознемиреност во целиот овој сплет, али се обидувам да ги внесам во една друга сфера, во едно друго ниво, вие го викате ново ниво на самодоверба, во која треба да бидат сигурни дека и кризите, Уорен Бафет вика дека кризите се голем опортунити за било кој. Влегувајќи во тој дел на спроведување и продолжување на бизнис со она што го работите и како работите, секогаш гледајте и работете, Бертранд Расел вели, со факти, вика. Независно од верувањата, независно од желбите, независно од религијата, секогаш кога правите заклучоци, правете ги со факти. И тоа е во основа, морате да бидете присутни во тоа што го работите, да бидете перманентно присутни. Во правото има една држица за предметот, зборовите сами ќе ти течат. Така и во животот и во бизнисот. И на крај, ја не можам да ви кажам, че Преганов е подобар во тој дел,
во тој дел да ви каже за како да дојдете до само до вербата. Велат да добиете мотивација. Мотивацијата можете да ја добиете кога се мотивирате и сам себе, кога седите и кога се депримиран, кога седите во колона и гледате колоната не се движи и одеднаш самите се тргнувате од тоа и велите не можам ја повеќе да чекам и тргате да претицате или поминувате во една друга фаза. Така и исто и со овие работи кај што се наоѓаме. Да, состојбата е депримирачка. Перманентно кога ќе гледате дека новинарите наши се бават, не се бават со ништо друго, едноставно бомбардираат тоа колку имате заболени, колку имате умрени и така натака. Тоа е едноставно непријатно е секој ден да ги гледате тие работи. Затворете оваквото телевизорот, не ги гледате тие вести. Отворете, ако ви интересира тоа, имате перманентно Daily News за болени во сите делови на светот, ќе ги видите ако ви интересира да видите докаде и како е. Бавењето со тоа дека има некои грешки на докторите. Пазите, денески имаме една состојба во која сите ненормално работиме, а докторите апсолутно ненормално работат. Зашто? Затоа што прво тие се изложени во прва борбена линија. Сун Цу вели дека во прва борбена линија се поставуваат приглупи и глупи луѓе. Докторите не се тоа. И сега ги имаме докторите во прва борбена линија и гледаме да видиме каде тие грешат. Во ваква состојба. Не да грешиме, многу повеќе грешиме ние од позадината, него што грешат докторите. И да ги ослободиме, ве молам, вие сте млади луѓе, не ширете овакво несигурно, затоа што доаѓаат докторите кои се бават со тоа да избават од сето онаа што значи страф, безнадежност. Единствени на кого треба да се надеваме, тоа е таа фела, тоа се во условите во кои живееме и колку знаеме. Ние мораме да споделуваме, да знаеме со кого и на кој начин да знаеме. Затоа што во најголемиот дел сега имаме доктори кои не се од браншата, префрлени се во бранша. Учењето и знаењето ја вика многу тешка работа. Меѓутоа плодовите се многу сладки на крајот. Тоа рекол Аристотел, го кажал тоа. Така и ние треба да се бавиме перманентно. Имаме проблеми, дај да ги решаваме проблемите. Немаме големо знаење, треба да се едуцираме. Ако не знаеме, треба да споделуваме и да прашуваме кого да прашаме за да дознаеме, за да најдеме начин како да пребродиме преку сето ова. Во бизнисот имате толку многу информации за бизнисот и за она што треба да се случува и како треба да се случува. Во секој случај, јас ви кажувам, и денеска ние на просторот на Македонија, бидејќи немаме добар статистички завод, од кој ќе можеме да ги собереме сите тие податоци кои ни требаат, продажби по outlets, продажби во временски периоди, кога се продава, како се продава, зошто се продава и така натака и така натака. Сите тие работи ги работат луѓето кои работат во нашиот тим. И затоа тоа е најбитната работа, собирање на податоци и факти, донесување одлуки кои ќе ве водат и немојте воопшто да се плашите. Вие ќе си продолжите, вие сте млади. Опасност е за такви како мене кои имаат повеќе од 70 години, меѓутоа мене ми е сето тоа нормално, сето тоа е природно и ја морам да продолжам во животот и ја морам да ги водам овие луѓе околу мене, јас сум заедно со нив. И велат, ништо не е тешко ако не се лаже сам себе. Ако се лажеш, тогаш се ќе биде тешко.
И гледајте да има една, одите по својот пат. Лесно е да одите по патот по кој сите одат. Одите по свој пат, направете го тој пат и оставете трага. Сето она што треба го направите и ќе видите во делот на она што сме го правеле ние во минатото и во Пивара и после заедно со мултинационални компании, во грото се тие работи кои на некој начин после сме дознавале се сместувани во некој кейс на некои други други центри, бизнис центри. Најдовме тоа дека во некоја 2010 година најдовме дека податоците сами треба да си ги собирате ако немате кој да ви ги даде. А тоа ние го знаевме уште во 80 година, никој не ни ги даваше, па моравме сами да си ги бараме и да бидеме истражувачи на пазарот и да бараме податоци. Јас би завршил до овде, мислам да не претерувам во тој дел и да ви оставам простор да можете да ме прашате, ви стојам на располагање. Меѓутоа во основа стои она што ви упатувам ко моја сугестија. Немојте да живеете во страв, делувате си како делувате во правец на она што го работите. Чувајте се, прво и основно, за да продолжите да работите, тоа е основно. Јас да се чувам самиот себе, јас се извинив, немав маска, ама нема никој околу мене тука. Второ, морате да покажете во организацијата онаа што викаме да ги разберете сите кои се плашат и да им помогнете во тој дел на стравови. Трето, ќе се случуваат работи кои ќе бидат во тој дел во компанијата, ќе бидат проблематични со здравието на луѓето и морате да им помогнете на тие луѓе, да не се осетат сами и ние гледаме тоа да го направиме. Ние како организација трошиме и сме потрошиле многу повеќе пари него што да не спомнам да правам компарации, за тоа да видиме да направиме превентива и да направиме подобра заштита. И на крајот ви оставам вие да прашате, можда и уште многу други работи ќе ви кажам и ви стојам на располагање. Хвала ви. Благодариме, господин Јаневски. Имате извонредни пораки до сите присутни тука. Во моментот се 176 присутни на вебинарот. Значи, да се оди по својот пат, да не се плашат младите, па и останатите, да имаат доверба меѓу себе и доверба во себе. Интересна беше препораката и да си најдете хоби, да не се преоптоварувате со вестите кои што се слушаат секојдневно. И ве молам, ние упаднавме во едно друштво за кое не бевме спремни. Плурализмот е друштво во кое треба да бидеме сите заедно. Ние можеме да имаме поединачна идеологија. Да бидете вие ВМРО-вец, да бидете СДС-овец, да бидете либерал. Меѓутоа, не барајте од другиот да биде исто како вас. Бидете и движете се. Разменувајте идеи, немојте да се разбивате, да се разнебитувате во тој дел, кој е во право, кој е во криво, дека мојата идеологија е исправна, а твојата е неисправна. Тоа е право на секој да има своја идеологија и своја филозофија. Вие сте сите млади, бившите лидери кои уште не се створени, ние уште немаме лидер кој ќе биде лидер кој ќе не движи сите. Затоа што имаме таква расцепканост и овакво како се вика партицизам или партиското влијание во сите пори. Ако не си со мене, ти си против мене. Дајте да го направиме онаа друштво во кое
ќе можеме да бидеме нормално кои единки, да живееме заедно, а да имаме право на свој избор и своја идеологија. Во Америка, обично во младоста, американците се демократи, а после 45-50 година поминуваат и стануваат републиканци. И тоа е нормална работа, тоа е мојот начин на живот. Ја веќе не можам да видам револуционерен со идеите како демократа, ја ги гледам мојата сигурност и себечност оди во другиот дел на конзервативниот начин на животот, затоа што се спремам за пензија. Имаме неколку прашања. Еве во контекст на ова последново што го зборувавте, Александар Јовановски вели: дали сметате дека државата знае да ги заштити компаниите од самата себе? Се извинувам, компанијата дали државата знае да ги заштити компаниите од самата себе, од државата? Би рекол се уште не. Се уште не, затоа што Сабајле зборевме со еден пријател, човек кој работи во владата, и мојата експлозивност е во тој дел. Ние почнаме да ги рушиме спомениците на Карадно, во кој е вложено пари и ќе се вложат повторно пари да се срушат, и така треба. Она што е накарадно не треба да се избрише, не треба да биде овакво да се види. Меѓутоа, законите кои се донесени од 2006 навака, кои се накарадни, се уште стојат, и така да тие се во делот на спроведување на една друга политика, на една друга партија која била на власт, а не се во однос на она на движење на економијата во правец на преговарање со Европска Унија.